На 5 дена од стартот на проектот Безбеден град и понатаму траат проверките на камерите кои од 1 февруари ќе ги регистрираат прекршоците. Но уште не почнат. Сейф Сити веќе се најде пред Уставниот суд. Крилото на Алијанса за албанците на Зијадин Села го оспори законот за прекршоци по неколку основи. Според Села, противуставноста на законот е поради селективноста на истиот, односно негова примена само во Скопје, Куманово и Тетово, како и поради тоа што пораките за сторените прекршоци не се двојазични и казните се испраќаат преку пораки. Мислам дека несериозно е за една држава, не знам, казни, одлуки, судски, така натаму, да ти дојдат преку порак. Значи, со закони не сме обврзани. Ние, ево, да си имам право да не носам телефонски број. Си имам право да немам имейл адреса. А законска должност ми е да имам адреса, каде што живеам. И додека се уште трае пилот проектот, граѓани добиваат лажни СМС пораки за сообраќајни прекршоци. Измамници, злоупотребувајќи го системот, се обидуваат да извлечат пари од граѓаните, а експертите за сајбер безбедност предупредуваат дека измамниците доправа почнуваат. Мојот апел е да се разгледа начин да се промени механизамот од чисто праќање на СМС пораки директно со линк во праќање на СМС пораки со некаков код или некаков механизам кој што потоа самите ние како граѓани кој што ќе каже одете на сајтот на услуги или одете на сајтот на МВР кој што многу лесно да го најдеме, не да има линк во пораката, туку на сајт на МВР, или најавете се со вашиот услуги юзернейм или со тој код што е изгенериран во случајот, и ако само тоа ви помине, тогаш ќе видите вистинско предупредување. Овој начин ќе спречи криминалците да можат да лажираат нешто. Паметните камери регистрираат непрописно паркирање, поминување